Што очекувам од денешната работилница? Очекувам да сите надлежни институции, вклучувајќи Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување корупција и ние како Државен завод за ревизија, заедно со меѓународната организација за безбедност ОПСЕ во нашата држава, заедно со меѓународната организација за изборни системи, да дискутираме со политичките партии и невладините организации, односно со сите актери, да дискутираме за отворените прашања кои што може да допринесат за подобрување на процесот на спроведување на изборна кампања и надминување на утврдените системски слабости кои што по долг временски период Државниот завод за ревизија ги истакнува во својот годишен извештај, ги истакнува во поединечните ревизорски извештаи, се со цел да се подобри самото контролно обкружување, да се подобри самата изборна регулатива и да се обезбеди подеднакво настапување на сите учесници во изборната кампања. За подобро информирање на законодавниот дом, за подобро информирање на засегнатите страни, Државниот завод за ревизија во последните 5 години има издадено преку 234 поединечни ревизорски извештаи, а ова година, односно во 2020 за 2024 година, издаде 2 збирни извештаи кои што се однесуваат на изборната кампања за председателските избори, кои што учествуваат 7 кандидати, и за изборната кампања за парламентарните избори, каде што учествуваат 5 коалиции и 12 поединечни учесници во изборната кампања. Благодарам. Кои беа, да речем, најголемите забелешки во однос на последниве избори, парламентарните и председателските, што стравувате можеби да не се повторат и на локалните? Видете, нема поголеми прекршувања во делот на председателските и парламентарните избори. Клучната констатација на Државниот завод за ревизија е констатацијата дека 77% од платеното политичко рекламирање за председателските избори се финансира од буџетот на државата преку Државната изборна комисија, додека за парламентарните избори некаде околу 67% платеното политичко рекламирање се финансира преку буџетот на државата, преку Државната изборна комисија. Остануваат и понатаму состојби кои што треба да се надминат во делот на системските слабости, а тоа е во делот на уредување на начинот на уплата на донации по завршување или по објавување на конечните резултати од спроведените избори, бидејќи знаете нашето законодавство дозволува по извесен период од објавување на конечните резултати одредени правни и физички лица да уплатуваат донација, секако дека кога веќе ќе се знаат резултатите, тогаш останува можност секој што е заинтересиран да уплати на победникот, а не на сите подеднакво. Од тогаш каква е отчетноста на партиите? Отчетноста на партијата може да забележите дека Државниот завод за ревизија, почитувајќи принципите на Индосај 5.12, правење разлика за животот на граѓаните, постојано упатува одредени дописи до политичките партии и учесници во изборна кампања за почитување на законските и подзаконските акти во делот на почитување на отчетноста, и може да забележите дека во текот на 2025 за преходната 2024 година имаме огромен степен на задоволство или почитување на законски утврдените рокови за поднесување на финансиските извештаи и извештаи за донации, поради тоа што Државниот завод за ревизија континуирано објавува одредени соопштенија во социјалните медиуми и на својата веб страна, каде што ги повикува на почитување на одредбите, законските одредби на самите политички партии, во исто време и преку електронска комуникација и контактирање лично по телефон да ги почитуваат одредбите. Јас сум задоволен оваа година, во суштина на крајот на криштата од преку 60 политички партии, само 4 партии останаа веќе кои се блокирани за паричните средства кои ги добиваат од буџетот на државата, што е огромен успех во споредба со преходните години. Сите партии имаат поднесено финансиски извештаи? Велам, само неколку партии останаа блокирани со одлука од министерот за правда, бидејќи не ги испочитуваа крајните рокови за доставување на финансиските извештаи и покрај тоа што беа известени од страна на Државниот завод за ревизија дека треба да ги почитуваат одредбите.